Летото е сезона на топлина, живост и живот или совршено време да ја прифатиме убавината на цвеќињата. Без разлика дали сакаме да забавиме, да ја збогатиме нашата градина со цвеќиња или пак нашиот балкон, или да внесеме повеќе топлина во нашиот дом, или пак да го одбереме совршениот букет за некоја посебна пригода. Некако во летниот период често се двумиме кое цвеќе е идеално да се подари или пак да го имаме во нашиот дом. Затоа ова утро ќе разговараме за одгледувањето на цвеќињата во летните температури, но и каков треба да биде совршениот букет кога го подаруваме во овие летни жешки денови. Ова утро ве поздравуваме од цвеќарницата или цветното студио Lily & Co, кој што се наоѓа во центарот на главниот град, и особено чест и задоволство ми е да разговарам со Ирина. Ќе ви посакам добро и убаво утро, Ирина. Добро утро. Убава тема си која е добродојдено да се разговара за цвеќињата. Кои се идеалните цвеќиња за летниот период? Во летниот период може да одбереме цвеќиња кои што можат да ги издржат тие поголеми температури кои што се карактеристични во нашиот град. Тука спаѓаат сарделите, петуниите, се разбира сукулентите се секогаш добра опција која што може да ја користиме, сончогледите за тие што имаат поголеми градини, со тоа што ќе добие така малку поубава живописна градина човекот што ќе ги засади. Да, често се одлучуваме за некои од цвеќињата, меѓутоа жешкото време, сонцето, изложеноста на сонце на цвеќињата, зависи каде ќе биде поставено, ни прави проблем, па како се одгледуваат, кои се вашите совети за одгледување на цвеќињата во овој жежок летен период? Цвеќињата во овој период бараат малку поголема нега заради големите горештини и тука препорачувам да се става редовно вода, редовно да се наводнуваат, исто така редовно да им се отстрануваат сувите цветови на растенијата, бидејќи со тоа го потикнуваме повеќе да расте и да цвета повеќе, се разбира, самото растение. Исто така да се внимава доколку се некои поосетливи растенија во текот на големите жештини да се тргнат под сенка, бидејќи така би издржале да преживеат. Да, ова е периодот на свадби, прослави. Во летниот период секогаш е зголемен бројот на свадбени прослави. Секогаш сакаме да однесеме букет цвеќе. Што препорачувате вие? Каков букет да се избере да биде совршен за овој период? Па вака, во овој период во лето ние сите замислуваме некои живописни, весели, ведри бои, нијанси на цвеќиња и секако вид на цвеќиња се разбира, но и јас сепак посебно за свадби на отворено, без разлика дали доаѓате како гостин со букет цвеќе или сакате да направите аранжмани цветни на вашата свадба, препорачувам сепак да се внимава кои цветови ќе се одберат за да се постигне ефект тоа цвеќе да истрае до крајот на свадбата, да не бидеме со овеното цвеќе на средина од свадбата. Тука би препорачала да се користат, например, хризантеми да вметнеме, можеме да вметнеме и карамфили кои можеби не се популарни, но се долготрајни. Исто така може да ставиме безвременските рози, секако мислам секогаш се добре дојдени. Гипсофилата, исто така кралските кринови кои што ќе дадат една така по ројал нота да речеме, а се сепак издржливи на горештините. Орхидеите може да дојдат во предвид и исто така ако сакаме да дадеме малку по весел амбиент на свадбата, можеме да земеме сончогледи или да додадеме во аранжманите лаванда, која што не само што ќе има убав изглед и ќе потсетува на лето, да, точно така, ќе има и мирис кој што ќе ги воодушевува гостите. Да, сите тоа така убаво изгледа, но што потоа откако ќе го подариме букетот, можеби за брзо време да увене доколку не се чува соодветно. Кои се вашите совети како да ни трае цвеќето подолго во летниот период или пак доколку си имаме букет дома и ние? Би препорачала редовно да се подсекуваат, значи вака гранките на цвеќињата
и секогаш во самата вода да нема никогаш листови, бидејќи тие предизвикуваат развивање на бактерии кои што предизвикуваат побрза смрт на самото цвеќе. Исто така, немојте никогаш да го поставувате вашиот букет блиску до сончева свет, директна сончева светлина. Гледајте да го заштитите од светлина и најдете му некое поладно место доколку сте во можност. Има ли некои трикови што може да се стави во водата за да трае? Сега има моментално храни кои што се специјално за подолго да се одржат во живот овие букети и аранжмани, кои што не се наоѓаат баш така лесно. Знам дека ставаат шеќер, не би го препорачала, затоа што шеќерот може да им даде моментален буст, но потоа да ги умртви самите. Истото што го предизвикува и во нашиот организам, мислам дека го предизвикува и кај ние. Така да доволно е само да не ги ставате на сончева директна светлина, да ги потсеткувате редовно и да уживате додека траат. Убаво е да се слушнат вака овие совети кои што можеби понекогаш ги подзапораваме кога ќе добиеме букет или кога самите ќе си купиме, кога станува збор за саксиските цвеќиња. Балконот ни е тука, сакаме да ни изгледа убаво во овој летен период, кога повеќе го користиме балконот. Како, во кој период се пресадуваат, и тоа мислам дека исто често го грешиме, или пак еве јас лично секогаш барам некоја консултација кога станува збор за пресадувањето на цвеќињата. Пресадувањето на цвеќињата генерално се врши во пролет, кога се уште не е започната активната сезона на растење на самото растение. Со тоа му возможуваме да развие правилни корени кои што ќе влезат длабоко во новата почва и со тоа му обезбедуваме долг живот на растението. Значи ви советувам, оставете го пресадувањето на растенијата доколку е можно за пролет. Да, цвеќињата се нешто што ни будат убаво, се подаруваат особено кога нешто прославуваме, кога сакаме да дадеме внимание, чест на некого, да му се заблагодариме на некого за нешто, но и секако шират љубов, убава, позитивна енергија. Што можеме да научиме од цвеќињата? Од цвеќињата можеме многу нешта да научиме, многу животни лекции може да ни дадат. Сега во корист на времето, јас ќе одвоам само неколку. Една која што би сакала да ја споделам е тоа дека ништо во животот не трае вечно, како што и самите цвеќиња на тоа не учат, и дека затоа секој момент треба да го уживаме целосно и комплетно. Друго што може да научиме е дека доколку сме трпеливи, во животот се може да се среди на крај, само е потребно трпение и резултатите доаѓаат. Да, навистина многу убаво кажано, како што тие ни шират на нас љубов и убава енергија, така треба ние да им ја даваме на цвеќињата за да можат да опстојат повеќе. Ти благодарам за одвоеното време и за сите овие совети кои што ги сподели несебично со нашите гледачи. Ви благодарам и јас од срце.